Наместо стандардна во сабота, надпреварите од последното 30-то коло на втората македонска фудбалска лига ќе се одиграат во недела, а ваквата промена доаѓа бидејќи последното 33-то коло на прва лига ќе се одигра во сабота, поради финалето од Купот на Македонија кој ќе се одигра во среда на 21 мај. Последното коло на втората лига ќе решава кој ќе биде шампион, кои две екипи директно ќе патуваат во прва лига, а која екипа ќе игра бара за влез во првата лига. Дербито на последното 30-то коло ќе се игра во Штип, каде Брегалница ќе го пречека Башкими. Трите болови се императив и за двете екипи. Башкими нема право на грешка за директен влез во прва лига, бидејќи во секој друг случај Башкими ќе биде трет, ако Арсими триумфира во неготино. Брегалница ќе сака триумф пред својата публика и на домашен терен, но многу работи ќе зависат и од одлуките за мечот од 28-то коло меѓу Кожув и Башкими. Во автокоманда екипата на Скопје ќе се соочи со Каменица Саса, а тоа ќе биде надпревар каде домашниот тим ќе сака победа за да може сезоната да ја заврши на 9-то место, а пак рударите имаат можност сезоната да ја завршат на 5-то место. Во Кочене екипата на Осово ќе се соочи со Вардарски, а жетварите пред својата публика ќе бидат фаворити и ќе се подготвуваат за баражот за опстанок. Детонит Плачковица на домашен терен во Радовише затвара сезоната против победа во меч каде Радовишен е предводен од штипскиот стратег Горан Здравков, ќе атакуваат на триумф со цел да го сочуваат 5-то место и со триумф да ја завршат сезоната пред својата публика. Кожув на домашен терен ќе го пречека тимот на Новаци. Домашниот тим во исчекување на одлуката за мечот со Башкиме ќе сака 3 бодови со цел да биде 9 на табелата, а пак Новаци со триумф ќе може да заврши на 9-то место. Во Велес екипата на Борец ќе го пречека тимот на Охрид, каде Охригени ќе бидат фаворити за триумф и со тоа ќе имаат можност да завршат на 5-то место, но ќе зависи од резултатот во Радовиш, бидејќи и Детонит Плачковица е во игра за 5-то место. Лидерот Македонија Ѓорче Петров на домашен терен ќе игра против Беласица и со победа лавовите ќе бидат шампиони во втората лига и експресно ќе се вратат во првата лига. Тоа значи дека лавовите зависат сами од себе и сами ќе решаваат за шампионската титула и за прва лига. Арсими во последното коло ќе гостува во неготино кај Вардар, каде тимот од Чегрне ќе мора да триумфира и прито да се надева на кикс на Башкиме во Штип. И во такви околности Арсими би можел да биде втор и директно да патува во прва лига, но многу работи ќе зависат од тоа што ќе биде конечната одлука за мечот од 28-то коло од Гевгелија.